наоѓаме на промоција на новиот проект на Андријана Петрушевска со наслов Ој девојче, девојче. Проект кој што спојува македонската музичка традиција со современиот музички израз. Инспириран од безвременските народни песни кои генерации ги пеат и паметат, новиот албум на Андријана представува едно ново музичко патување низ богатото македонско културно наследство. Андријана, морам да ти кажам дека вечерва прекрасно изгледаш. Кажи ми како се чувствуваш на твојата промоција? Ти благодарам, Маца, ви благодарам Хајп ТВ што дојдовте и што не достоивте со вашето присуство. Многу ми е драго што сте овде и што ги бодрите и поддржувате македонските артисти и музичари. Се надевам дека убаво се поминувате. Јас се поминав преубаво, веќе имавте прилика да ги чуете песните, се надевам ви се допаѓаат. Да, секако ни се допаѓаат. Треба ваше мислење од слушателите, но Сите песни не можам да одберам една од нив. Ти благодарам, Маца, ти благодарам за прекрасните зборови и уште еднаш ќе кажам благодарам што дојдовте. Андријана, кажи ми што чувствуваш, што значи овој проект за тебе со ова име Ој девојче, девојче? Овој проект значи многу. Моето првенче, мојот прв албум, 6 песни се во прашање, се одлучив да направам преработки затоа што сакав повторно да се пресетиме од каде доаѓаме, да се пресетиме на нашите корени, на нашата музичка традиција и нормално да ги представиме и овие песни на младите, нормално да не се заборават. Кажи ми колку време работеше на овој проект и со кого? Па сигурно некаде 4-5 месеци со маестро Јован Василевски, еден голем поздрав до него, се уште можеби не сте чуле, но доправа ќе слушате за него, тој е еден одличен и опасен, можам да кажам, музичар и продуцент, така да доправа ќе слушате од нас. Јас сигурна сум дека ќе имам се уште соработки со него и ќе слушнате песните, се надевам дека ќе се допаднат на сите слушатели и да е тоа. Кажи ми дали има песна на албумот која има посебно емотивно значење за тебе? Па Ој девојче, девојче, така е насловен и албумот, носечката песна на албумот има посебно значење, една од моите омилени песни. Исто така не можам да ја издвојам и со Маке сум се родила. Какви текстови пишувале во тоа време, дури мене се уште ме чуди, зашто во моментов не се наоѓа некој кој што искомпонира таква песна и ќе има таков текст со такво значење. Андријане, кажи ми, дали колку време работеше на овој проект и кои беа најголемите предизвици со кои што се имаш соочено? Предизвици? Па нема предизвици. Ми беше чест и драго да ги сработам овие неколку numeri, песни, да ги вратам во малку, нели, современо, модерно ихо и значаен е овој проект за мене, затоа што нормално, јас сакам да го презентирам македонското, да го обединам народот, да повторно да ги пресетиме, да ги младите и возрастните од каде доаѓаме и каква ние музичка традиција имаме и култура. Колку значи овој проект за помладите генерации? Премногу, претпоставувам дека премногу, те ќе чујат и мислам дека ќе им се допадне затоа што е сепак модерно, а е задржана традицијата од минатото. И како за крај би сакала да те прашам што следува по оваа промоција? Концерти, нови видеоспотови или турнеја? Па претпоставувам се надевам секој се надева нели за концерт, за арена, секој се надева за повеќе, затоа го правиме ова. Се надевам дека ќе има уште песни, уште музика. Вие се тука да слушате, да не бодрите и ние да правиме музика, тоа е тоа. Андријана, ти благодарам премногу, уште еднаш би сакала да ти честитам за овој прекрасен проект. Денеска изгледаш спектакуларно и не воодушеви со целиот твој настап на бината. Ти благодарам, Марија, како што кажав и претходно, ти си една позитивна личност и од сега па натаму јас се надевам дека ти ќе присуствуваш на сите наши проекти, промоции и така натаму. Бидејќи внесуваш една позитива, а тоа е многу важно. Искрен да бидам, многу позитивно сум изненаден. На страна од тоа што Андријана е прекрасен пејач, тоа го знаев веќе, но сум искрено изненаден од изборот на песните, кои што ги на некој начин нели ги врати во живот, нека ја со среќа албумот и нека се множат, се на се сум ептен позитивно изненаден. Кажи ми која песна најмногу ти се допадна? Искрено јас сум љубител на сите песни што ги слушнавме, бидејќи сите песни што ги изработи се
многу познати, но како и што таа кажа, со маки сум се родила, еден има многу длабок текст, што до сега баш Адријана тоа го зборуваше, истото си го мислев и јас во главата. На кој маки треба да бидеш да го напишеш тој текст, нели? Сепак имаше многу длабочина има во таа песна, така таа песна некако ми остави најголем печаток од сите. Иако сите беа прекрасни. Кажи ми, што ти се допадна најмногу од вечерашната организација? Не знам што да извојам, што не ми се допадна, искрено да ти кажам. Се е под контрола, има убави луѓе, има убава музика, има убав албум Андријана, се е под контрола, има убаво пиење, се е под контрола. Не знам што да извојам, што не ми се допадна. Каква порака би можел ти да испратиш на младите со овој тип на песни како што Андријана представи вечерва? Прво ќе ја поздравам Адријана затоа што го направи тој чекор за да можат младите да ги слушнат некаде тие песни, бидејќи познавам доста млади кои што не се запознаени со нашата македонска традиционална стара музика. Поздрав до Адријана за чекорот што го направи и би им испратил нормално порака да слушаат и да пробат да осетат музиката, бидејќи музиката не е само пеење и свирење, е многу подлабоко од тоа, има емоции, има приказни, има животи раскажени во неа и така. Нека слушаат музика, се надевам дека ќе ја разберат. И сега да те прашам ти дали нешто ни припремаш во блиска иднина, дали некој нов проект твој може да излезе во блиска иднина? Еве, да се пофалам заедно со мојот бенд Легато бенд, само што извадивме песна, може да ја слушнете со тебе за секогаш. Песната е излезена пред неполни 2 недели на YouTube, така да само што направивме нов проект. Тоа е една од многуте што целиме сега и за кратко ќе има уште една авторска песна. За сега слушајте ја со тебе за секогаш од Легато бенд. Фала ти премногу и за крај да те прашам што би посакал и порачал денеска на Андријана? На кој да порачам? На Андријана. На келнерот на Адријана. Нека продолжи со нејзината позитива, со нејзиниот глас, со нејзиниот стас и се најдобро. Поздрав, Адријана. Тамарче, вечерва те гледам и тебе на оваа промоција. Кажи ми како се чувствуваш? Вечерва колку многу ти се допал на овој албум на Андријана? Многу се радувам, стварно многу се радувам, мене душата ми се полни кога ќе видам без разлика дали се работи за нова авторска музика или се работи за преработка на песни. Драго ми е што некако осеќам дека годинава имаме освестување големо на македонската естрада, посебно поврзано со музиката, и ми е драго што креираме, што создаваме нешто ново, што има новини, и посебно ми е драго за овој проект затоа што стварно оживуваме нешто што вреди. Ги оживуваме темелите, оживуваме нешто што ни е оставено како наследство и треба на некој ваков нов начин тоа да го воведеме во новото секојдневие и да го слушаме се почесто и да го пееме. Прекрасна атмосферата, така да стварно ми е полна сум, онака. Живаше вечерва, отпеа и песна заедно со Андријана. Да, ми беше чест и задоволство. Андријана е стварно посебен човек во мојот живот. Не се знаеме предолго, но се знаеме доволно за да се почувствуваме какви луѓе сме. Така да стварно се надевам за доста брза и продуктивна соработка со Андријана, кога ќе успеам да однесам во студио да снимиме нешто заедно. Ајде, посакувам тоа да се исполни уште од подкастот со сите сили. Да, дефинитивно. Кажи ми, која ти е твоја омилена македонска песна и која ти е омилена песна од албумот на Андријана? Со Маки сум се родила, мислам дека имаше многу посебна емоција за разлика од се останато, иако сите останати аранжмани беа со своја тежина. Македонските песни стварно имаат своја тежина и баш како што каже Андријана, многу ми е жал што се поретко ги пишуваме и тие текстови, тешко создаваме нешто толку длабоко такво дело македонско. Се вртиме сите на комерцијала затоа што сите очекуваме дека тоа ќе е многу послушано и многу поактуелно во моментот, а забораваме на она што треба да остане. Пример, таква песна во моја кариера што досега нешто сум направила е Место од спомени и верувам дека таа песна, ако до оној степен доколку што оживеала сега, верувам дека ќе оживее многу повеќе за неколку години, затоа што сметам дека треба да остане како некој текст кој што треба да се пее понатака. Убаво го кажува. Кажи ми, каква порака испраќа овој проект до македонската публика според тебе? Да слушаме, да негуваме македонска музика, да ги негуваме традициите, да ги негуваме корените, да не забораваме од кај сме, да не забораваме што сме. И само на ваков начин можеме нешто да направиме за да посочиме освестување дека имаме со што да се гордееме. Така би го срочила, така да мислам дека е кратко и јасно.
Тамара, уште за крај да те прашам што би посочила, што би порачала на Андријана после овој албум? Нези кажав многу, она знае што се и посакувам, но само би се свртела на тоа само да продолжи, затоа што константноста во нашата професија сватив дека е најбитното нешто што мораме да го правиме. Ако не сме константни во музиката, во создавањето, во преработки, во што и да е, многу брзо може да не снема. Така да само константност, она знае што прави, од секогаш знаела што прави, затоа и се восхитувам и се воодушевувам и ги посакувам сите најубави работи што секој еден артист ги посакува, утре заутре да полни арени, независно дали со своји или со вакви песни, така да стварно им посакувам полни арени, буквално. Албумот ми се допадна премногу, затоа што знам колку долго работеше на него и колку се трудеше тоа се да биде како што треба. И се надевам дека и на вас ви се допадна денес. Ти беше дел и од спотот на Ој девојче, девојче, прекрасно изгледаше. Кажи ми повеќе за искуството со Андријана и за соработката, како помина? Со Андријана, пошто сме многу добри пријатели и другарки. Еве ја Андријана! Спотот испадна скроз спонтано. За тебе зборува, за тебе зборува. Не знам, мислам дека се пронајдов, се надевам, не знам. Што тебе ти остави најголем печаток од оваа промоција вечерва? Од оваа промоција, тоа што секогаш е своја и што секогаш на свој начин знае да го даде максимумот од себе. Колку сметаш дека ваквите авторски проекти се важни за зачувување на македонската традиција? Мислам дека се и мислам дека треба се повеќе да се некуваат и да се промовираат. Така да мислам дека се. Која е твоја омилена народна песна и зошто? Ој девојче. Здраво, Омар, кажи ми како си поминуваш вечерва и како ти се допадна новиот албум на Андријана? Здраво и на тебе, преубаво си поминувам, многу убава атмосфера, убави луѓе, убава енергија, журкање, како што треба да изгледа една промоција, ја би рекол. Дали сметаш дека ваквите проекти може да ја доближат поблиску македонската традиција до помладите, па и општо до луѓето кои ги подзаборавиле овие песни? Дефинитивно. Мислам дека оваа идеологија која што е текна на Андријана и на незиниот тим е многу добра, заради тоа што дефинитивно, како што кажа Андријана, на самата промоција вакви текстови веќе нема. Овие се безвременски текстови, најубави текстови на свет, кои што стварно жал ги нема, и начинот на кој што она ја пробува да ја врати таа музика, да ја оживее, мислам дека е предобар. Така што секоја чест за неа. Што ти остави најголем впечаток вечерва? Искрено се. Организацијата, трудот на Андријана, храброста да направи ваков проект кој што направи, спотот е преубав, сите песни се преубаво преработени, јас стварно и честитам на се што направи, стварно е магично се. Тие испеа и Деца бевме, Милице, па која ти е твоја омилена народна песна? Дали баш таа? Баш таа. За Милица ми е омилена песна, после таа ја испеав На здравје за љубов, втора најомилена песна. Дефинитивно песни кои што треба да ги негуваме, кои што треба се почесто да ги пееме, заради тоа што, како што кажав, се безвременски и треба да ја има таа музика цело време. Заради тоа што во денешницава има секако видна музика која што реално јас искрено него ни својствувам во музика, така што да се трудиме да се врати квалитетот. И за крај што би посакал на Андријана за успех во понатамошниот албум? Јас во Андријана верувам, како што кажав, јас ја познавам многу долго време, јас и она влеговме заедно во овие води, можда малку порано од мене влезе и многу ми е мило што ја гледам денеска дека е тука. Јас верувам заради тоа што е многу посветена, многу работи на себе, верувам дека секи биде како што треба и посакувам само успех, другото она го може. Вечерва со нас и Наташа, која што дојде на оваа промоција. Наташа, кажи ми колку време соработуваш со Андријана и како ти се допаѓа незиниот нов албум? Андријана прекрасна личност, значи се знаеме можеби некои 8 години и станува збор за човек кој има голямо срце и предобар човек, што баш ми е многу драго што еве на овој начин успеа да не собере сите и да ни го покаже она што веќе го знае. За тебе. Да, онам еве. Што зборувавте? Колку време се знаете? Каков човек си? Не знае, 8 години. па можда и повеќе. Да.
И тоа кажувам каков човек си, колку ми е драго всушност што еве го постигна ова. Еве јавно пред сите да ти го честитам сето ова. Кажи сега пред Андријана која песна најмногу ти се допадна од целиот нејзин албум? Она знае, пошто разговаравме, Јовано Јованке баше онака моја песни се најмногу малце, ајде едно нејзина стихче да ми испееш сега момент. Јовано, Јованке, крај Вардарот седиш, мори, бело платно белиш душо, срце мое Јовано. Браво, браво. Пеачка, ќе снимаме. Наташа, таман Андријана е тука, ајде да те слушне што ќе порачаш на Андријана, какви зборови ќе изразиш за нејзиниот нов албум? Да, она и посакувам да биде ваква како што до сега. Ја посакувам цела среќа и знам дека она ќе биде нешто што ќе се гордееме цела Македонија во иднина со неа. Да. Так. Многу да сакам, Ната, ти благодарам за убавите зборови. Да. Уште еднаш Веќе да уживам. благодарам на Hype TV, на Маца, на овој тука прекрасен згоден снимател, да ви се заблагодарам на оваа прекрасна девојка тука, што не удостоивте со вашето присуство. Се надевам дека ќе не поддржувате и понатаму и што да кажам, cheers. Здраво, Марија, прекрасна како и секогаш. Кажи ми како си помина вечерва и како ти се допадна новиот албум на Андријан? Си поминав одлично и мислам дека Андријана направи одлична работа како проект со тоа што ги донесе сите наши македонски изворни песни назад во некој модерен вајб и мислам дека малце вака кога е по-динамичен ритамот, дека ќе донесе малце повеќе слушаност и малце повеќе ќе ги приближи до помладата нација, затоа што се смееме секогаш на свадби кога одиме или на некакви веселби, кога ќе слушнеме вакви изворни, сите играме, сите сме испонаежени, има нешто многу длабоко што не допира, дали е самата песна како текст, дали е тоа што толку многу енергија си има собрано, тоа што толку генерации имаат емоции што ги доживеале додека ги слушале и твореле песните, не знам, меѓутоа мислам дека сите внатре на промоцијата допре гласот од Андријана, тоа башка гласот на Андријана е мислам дека можеби еден од најдобрите кај нас во Македонија. Не скромно ќе ја изнафалам Андријана. Дали сметаш дека токму ваквите проекти може да ја доближат традиционалната музика до помладите, па и општо до луѓето кои ги подзаборавиле овие песни? Да, сметам дека може да ги приближи самата оваа музика. Мислам дека кога се навраќаме на кај корените, дека има нешто што и да не сакаме, буди некаква емоција, така да сметам дека да. Што тебе ти остави најсилен впечаток и која песна најмногу ти се допадна? Јовано Јованке. Најверојатно затоа што јас сум емотивно врзана со Јована, бидејќи сум родена на Водици, на Свети Јован. Од целата промоција навистина ми се допадна што дојдоа многу луѓе што ја почитуваат Андријана како изведувач и имаше многу музичари и Андријана се потруди сите да ги испочитува и да се испее по нешто и мислам дека тоа ни донесе еден дополнителен плюс за сите да бидеме развеселени. Андријана изгледаше како едно вистинско македонско девојче и немам никаква забелешка, се беше прекрасно. Нека творат, нека има многу нови македонски песни, албуми, дали ќе биде тоа ваква некоја ретро, модерна варијанта, дали ќе е нешто сосема ново, навистина им посакувам многу успех на сите македонски артисти да прават повеќе македонска музика. Фала ти, Марија, на одвоеното време. Ви благодарам и на вас.